Проектот за реконструкција и адаптација на објектот Кокиче е во завршна фаза, најави директорката Ивана Николиќ. Во однос на функционирањето на втората смена од септември во градинката Ангел Шајче, директорката појаснува дека условот е да се оформи група од најмалку 10 дечиња. Со голема подршка на општината, на градоначалникот, ние имаме нарачано проект кој што веќе е во завршна фаза, изготвен, и тоа е проектот за реконструкција и адаптација на објектот Кокиче кој што се наоѓа во самиот центар на градот. Таа реконструкција и адаптација не значи само обновување на фасадата или обновување на градинката. Тоа значи максимално искористување на сите можни простори за да можеме да примиме поголем број на деца. Ќе аплицираме на повиците кои што Министерството ги распишува и сите други релевантни фактори, така да се надеваме дека во скоро време ќе добиеме одобрение и за тоа. Еден исто така проект кој што е нарачен, кој што е во фаза на изработка и изготвување е и проширување на тој ист објект, односно физичка доградба на објектот Кокиче од 200 метри квадратни. Со тоа исто така ќе добиеме можност за зголемување на капацитетите, а во следна фаза ќе биде опфатен објектот Славиче кој што се наоѓа кај Зелениот пазар. Ова е така, тргнуваме од објектите кои што се прво изградени објекти на територија на општина Куманово. Кокиче па Славиче и така поред се надеваме дека ќе успееме да ги преадаптираме и реконструираме сите тие објекти, а во меѓувреме исто така ги разгледуваме и сите други можни локации каде што нашите објекти се наоѓаат, онаму каде што има можност да направиме проширување и преадаптација на тие простори. Во склоп на тие реконструкции и преадаптации сакам да информирам и дека во тек е набавка на материјал, односно дидактика за опрема на 2 сетилни соби. Двете сетилни соби се веќе изготвени, направени, само недостасува да се снабдат. Како што реков, набавката е во тек и за 10 дена ќе ги добиеме сите тие потребни дидактички материјали кои што се наменети за работа со деца со пречки во развој. Со ова се надеваме и очекуваме дека ќе биде од голема помош за сите дечиња кои што ја посетуваат нашата градинка, ќе има возможност и на родителите малку храбро и со сигурност да ги оставаат децата, да веруваат и да знаат дека се во вистински раце и дека ги имаат вистинските услови за престој во градинката. Родителите доаѓа на 2 состаноци. Има група на родители кои што меѓу себе си имаат формирана група, тоа е секако за поздравување, затоа што сметам дека е најдобро така да комуницираат и да си ги споделуваат сите тие работи кои што се однесуваат на нивните деца помеѓу себе. Тие најдобро се разбираат меѓу себе. Еден родител кој што работи втора смена, точно ги знае потребите на оној друг родител кој што исто така работи втора смена. Ние имаме втора смена, значи не може да кажеме дека нема затоа што ние на лист хартија имаме. Имаме добиена согласност од Советот на општина Куманово за објектот Синоличка кој што се наоѓа кај градскиот стадион за да работи до 22 часот. Меѓутоа, дечињата кои што се запишуваат во втора смена, за жал најчесто нивните родители имаат потреба да ги носат само покасно, а не и да остануваат дечињата покасно. Така да земањето на дечињата се одвива во рамките на прва смена, а тоа е до 18 часот. И затоа ние не можеме да прикажеме бројка која што значи над 10 деца, прием на 10 деца. Тие можеби да бидат запишани, меѓутоа присутноста и во месеците кога имаме најголемо присуство, тоа се месеците април и мај, ние не сме постигнале поголема бројка од 8 деца. Ние не можеме да имаме формирано група со воспитувач, неговател и сите потребни нели кујната да работи, а да има помалку од 10 деца. Екипи на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие гаснеле опожарен отпад во населбата Перочичо, опожарена сува трева во Липковското село Слупчане, а имале и техничка интервенција, отворење на стан на улицата Тоде Думба, додека пак нивните колеги од Старо Нагоричане интервенирале на опожарено стрниште во близина на ресторанот Бабацана, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Според билтенот на регионалниот центар, на бројот 112 е регистрирана пријава од жител на населбата Бабиндол за појава на влекач, односно змија во неговиот дом. За случајот веднаш била известена приватната фирма Плант Медика, чија дејност е дезинфекција, дезинсекција и дератизација.
Советот на општината на последната седница донесе одлука за давање согласност за издавање под закуп на деловни простории во сопственост на општина Куманово по пат на електронско јавно надавање. Според секторот за правни работи, станува збор за два објекта, односно деловни простории во рамките на комплексот Спомен Костурница и локалитетот Студена вода. Предлог одлука за давање согласност да деловна просторија со површина 26 метри квадратни, која се наоѓа на катастарска парцела 9190/7 за КО Куманово, да се даде во закуп по пат на електронско јавно надавање. Прилог имаме и проценка за почетна вредност при електронско јавно надавање. Овие објекти, да не се навраќам и за првото и за второто прашање, дел беа градени од европски пари, од европски фондови. Дали измина рокот додека треба и дали можат и зошто овие објекти ќе ги даваме на јавно надавање? Дали тука ќе бидат на јавно надавање, второто прашање, дали ќе бидат и целата територија, односно фудбалскиот терен, игралиштава, дали тоа се ќе иде на јавно надавање или само просторија како просторија, па потоа тој што ќе ја добие просторија, па ќе ги закупи овие јавно прометни површини. Знам дека поготово Спомен Костурница и терените и таа куќа беше направена со европски пари. Исправете ме ако грешам. Немаме правни пречки да биде дадена под јавно надавање, а предмет на јавно надавање ќе биде само објектот, без терените и без само објектот во површина од 26 метри квадратни и површина од 6 сутерен и површина од приземни од 62 метри квадратни. Намена на објектот представува намена на посебен дел на објектот е деловен простор, а има согласно проценката му пишува дека препорачана деловна активност е туристичко-информативен центар, административен простор, сувенирница, продажен простор, простор за организирање туристички рекреативни угостителски објект, кафе, бар, тоа. Предмет на дневен ред е предлог одлука за давање согласност деловна просторија сопственост на општина Куманово да се даде под закуп по пат на електронско јавно надавање. Се работи за деловна просторија со површина од 52 метри квадратни на локалитет Студена вода. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека викендов полициски службеници лишиле од слобода 36 годишна скопјанка, бидејќи во угостителски објект во селото Зебрња Кумановско физички нападнала 46 годишна кумановка. Таа била приведена во полициска станица и по целосно документирање на случајот против неа ќе следува соодветна пријава, информираат надлежните. Соработката со регионот Тирол ги унапреди противпожарните капацитети на општина Куманово, изјави неодамна градоначалникот Максим Димитриевски, потенцирајќи дека досега благодарение на австриската амбасада обезбедени се 6 возила. Во меѓувреме се градат и гаражи за противпожарни возила во Табановце, Клечовце и Орашац. Селото Пчиња како критична точка во однос на пожарите ќе биде опфатено во втората фаза од реализацијата на проектот. Не е изземана Пчиња и Пчиња е во проектот во моментов. Немаме на располагање државна локација во државна собственост на во ова село каде што би можеле да изградиме гаража. И во договор со нашите спонзори на проектот, тоа е значи регионот Тирол од Австрија, се договориме да влезат во втората фаза, а во меѓувреме да се обидеме имот кој што е на располагање на Министерство за здравство, да го трансформираме да стане имот на општина Куманово и на таа локација да издадеме одобрение за градба на една таква гаража која што е некаде 100 квадрати под одредени услови и стандарди. Можеби е многу тешко да се објасни во јавноста како тоа државен имот треба да се трансферира на општина Куманово, но така е согласно законот, бидејќи локација која што претходно ја избравме во близина на задружниот дом кој што претходно беше целосно реконструиран, за жал излезе приватен имот каде што не можеме да ги решиме имотно-правните односи без при тоа да плаќаме експропријација.
Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 57 годишен скопјанец и правно лице од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело даночно затајување. Прво пријавениот како управител и одговорно лице во второ пријавеното правно лице од 1 јануари до 31 декември 2023 година во деловните книги и даночните евиденции прикажал расходи кои не биле даночно признаени, без соодветна документација и расходи кои не биле во функција со вршењето на дејноста, со што неосновано ја намалил даночната основа и поднел даночни податоци кои не ја одразуваат реалната даночна состојба, со што се стекнал со противправна имотна корист преку избегнување на плаќање данок на добивка во вкупен износ од 2.362.247 денари, соопшти Министерството за внатрешни работи. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 32 годишна државјанка на Србија поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични други, психотропни супстанции и прекурзори. На 24 јуни годинава на граничниот премин Табановце при проверка на личниот багаж на пријавената била пронајдена и одземена марихуана, информира Министерството за внатрешни работи.